Благодарам, почитувана подпредседателка, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер, почитувана македонска јавност. Денеска повторно на швейцарски начин во Комисијата за европски прашања се обидува да се протне она што го нарекувате пакет на закони, така наречена даночна реформа или закон за ДДВ, со кој што практично се дуплира износот на ДДВ кој што треба да се плати за прехранбените продукти. Вие ќе кажете, тоа е едно од основните промени од 5% на 10% и тоа владата си ја задржува дискреционото право да одлучува кои од овие продукти се основни прехранбени продукти, кои не се основни прехранбени продукти. Владата на СДСМ и ДУИ за 7 години потроши 30 милиарди евра во буџети. Практично неограничена лакомост на функционерите на СДСМ и ДУИ на кој начин се намирува со покачување на ДДВ-то за основните прехранбени продукти. Замислете како се теши јавноста, не биле основните прехранбени продукти, основните прехранбени продукти ќе биле задржани на 5%, зголемувањето, односно дуплирањето на ДДВ-то кој што треба да се плати, ќе било за продукти кои што не се основни, па министерот за финансии во една изјава ќе каже на броја продукти меѓу кои наполитанки и бисквити. Почитувана македонска јавност, еве до каде се настрвени СДСМ и ДУИ. Дури и парите кои што ги плаќате за наполитанки и за бисквити, ќе го дуплира ДДВ-то кое ви го наплаќаат, затоа што 30 милиони евра кои што ги потрошија во изминатите години на власт некако не и се доволни, не и овозможуваат доволно трговски центри да можат да бидат купени, не и се овозможени доволно провизии, па така сега дојде ред и за наполитанките и за бисквитите да го зголемувате ДДВ-то да го дуплирате. Прашањето за Министерството за финансии и за владата, што бараат закони со даночна реформа и за колегите мои пратеници, што бараат закони од даночна реформа на Комисијата за европски прашања. Еве само за пример, ова овде што се случува денеска, знаете дека е скратена постапка и знаете дека е амандманска расправа. Дека е скокната општа расправа. Каква е таа власт кога избегнува и пред опозицијата и пред јавноста ќе воведува даночна реформа, ќе воведува дуплирање на данокот на ДДВ за прехранбени продукти и избегнува една едноставна општа расправа овде во законодавниот дом. Вие не сакате општа расправа за основното значење на овие закони. Па знаете вие што значи општа расправа. Општа расправа е кога ќе разговараме за финансиски импликации, кога ќе разговараме за цели, кога ќе разговараме за основи причини за донесување на овој закон. На основната расправа ќе разговараме за инфлацијата и кој користи и кој има бенефит од инфлацијата, затоа што единствен кој што има бенефит од инфлацијата во моментот е владата на СДСМ и ДУИ, затоа што на номинална основа се прибираат повеќе пари. Еве, да се вратиме назад во времето и велиме дека Македонија има една од највисоките инфлаторни стапки и највисока инфлација кога станува збор за храна. Ако ги погледнете инфлаторните криви, а вие тоа подобро го знаете од мене, од инфлацијата во Македонија и во еврозоната, ќе видите дека инфлацијата во Македонија се појавува пред инфлацијата во еврозоната. Погледнете ги, графиконите ви се достапни на сите сајтови кои што се занимаваат со анализа. Побарајте само инфлација во Македонија, инфлација во еврозоната. Знаете кога почнува инфлацијата во Македонија? Во моментот кога ја зголемивте акцизата за горивата. И тоа е факт. Тоа е факт. Знаете кога повторен удар имавме на инфлаторен шок на храната во Македонија? Во моментот 31 мај со почеток од 1 јуни се сеќавате кога престана да важи повластената стапка од 0% за прехранбени производи. Се сеќавате дека таа беше донесена како една од ковид мерки. Тоа придонесе кон шок, со што би требало на секоја разумна влада да ја укаже дека вакво интервенирање со дуплирање на ДДВ-то на одредени прехранбени продукти може само да ви создаде нова инфлаторна спирала. Затоа што во месецот јуни овде во Македонија и во јули имавте покачување на млечните производи. Имаше покачување на цената на урдата, на јогуртот, на млекото, на одредени млечни продукти. И вие тоа добро го знаете. И сега како интервенирате? Го дуплирате ДДВ-то. Практично се дуплира ДДВ-то за над 4000 прехранбени продукти. Која е целта? Со владата на СДСМ и ДУИ, истата потрошувачка кошничка, истите наши граѓани,
кои влегуваат и пазарат практично според нашите навики, имаме одреден квантум на стоки добра кои што ги користиме, кои што ги трошиме. Со вашата влада и со вашето владење, цените на таа кошничка која што ја користиме, не зборувам за статистичката потрошувачка кошничка, туку зборувам за она реално што ни се случува. Од недела во недела стануваше и се уште станува се поскап. Она што сте го пазарале во маркет за 1000 денари, кој што ви било потребно за неколку денови, зависи од големината на семејството, почна да чини 1200, па 1300, па 1500, и сега и сами знаете дека истиот квантум на производи се зголемува за нивното чинење. Практично со инфлацијата вие ги осиромашувате граѓаните, а не покажувате никаква милост. Па ви се молам, зборуваме за дуплирање на данок на додадена вредност во Комисија за европски прашања. Зборуваме дека владата на СДСМ и ДУИ. Зборуваме дека оние функционери чии што внуци купуваат трговски центри овде во Скопје ќе собираат повеќе пари за вашите наполитанки и бисквити, и тоа го зборуваме во Комисијата за европски прашања, како тоа да е последното нешто кое што ќе ве однесе во Брисел. Јас разбирам дека државата мора да се финансира и се сложувам со тоа. И зборував дека Македонија има еден од пониските зафати на даноци. Меѓутоа, за тоа е виновна сивата економија, неформалната економија. Не можете да правите даночни реформи кога начело на управата за јавни приходи имате подпредседател на владеачка партија. Прашајте каде во светот постои таа пракса. Дали се разбираме? Подпредседател на политичка партија, јас немам ништо против личностите, меѓутоа како подпредседател на политичка партија имате цел да дојдете и да обстанете, да останете на власт. Како директор на управата за јавни приходи треба да имате друга цел, раководена од членот 33 од Уставот, дека сите се еднакви пред Уставот и сите еднакво треба да ги плаќаат даноците. Сакате вие како Министерство за финансии или како владеачко мнозинство да ме убедувате дека во Македонија сите еднакво ги плаќаат даноците? А свесни сте вие дека не ги плаќаат еднакво даноците. Сакате да ме убедувате дека дуплирањето на данокот на ДДВ за над 4000 прехранбени продукти е начин да се компензира таа неформална и сива економија? Сакате да ме убедувате дека тоа што немаме дебата и тоа што наместо во соодветните матични работни тела да разговараме за овие закони, ние ги шверцуваме, односно вие ги шверцувате со европско знамеце и ги доведувате во Комисијата за европски прашање, каде што реков и повторувам, нема општа расправа, па ние ја претвораме амандманската расправа во општа расправа, а впрочем сега треба да разговараме само за амандмани. Како оно што планираме да го поднесеме, со кој бараме ветеринарните услуги да бидат намалени на 5%, затоа што на вистина има потреба од подобра заштита на животните. Па знаете што се случи во ваше време. Помор на 3300 свињи ви се случи во источниот дел на државата. И треба суштински да разговараме за тие потреби. Треба да разговараме за потребите. Која е потребата да го зголемувате ДДВ-то на пелети и печки на пелети и продукти на пелети, кога оваа влада имаше кампања дека треба да се замени начинот на огрев да биде заменет со грејење со пелети. И сега го зголемувате ДДВ-то и сами знаете дека ова што го предизвикувате сега може само да ја влоши инфлацијата и да ја зголеми инфлацијата. Особено фактот што го дуплирате ДДВ-то за над 4000 прехранбени продукти, утишувајќи ги дека не било за основните. Ги доведовте граѓаните на леп и сол, толку. Леп и сол. И тоа леп и сол не како музичка група, туку леп и сол како ваш европски стандард. Единствен начин, реков, за даночни реформи е да имаме вистинска дебата, да имаме консензуално донесување на одлуки, да зборуваме за отворените и за горливи проблеми, да ги затвориме легалните пропусти кои што се јавуваат во законите, да имаме строга имплементација на законите во оваа држава да важат за сите подеднакво,
а не да започнувате од дуплирањето на данокот на додадена вредност за прехранбени продукти. На тој начин само ја зголемувате инфлацијата, колку поголема инфлација, толку повеќе пари се собираат, тие пари одат во даночниот бунар кој што го создава СДСМ и ДУИ, а парите кои што мистериозно понираат во македонскиот буџет ви извираат во облик на трговски центри и дуќани. Ви благодарам.